Пак сме во близина на Параклисот Свети Јован, кој започна внатрешно да се уредува. Знаете, пред една-две недели снимивме овде видео репортажа и имаше најава дека ќе започнат работите со благослов од владиката епископ господин Марко за уредување на внатрешниот дел од Параклисот, па еве на покана на домакинот Јован Симовски, Ванчо Симовски, кои сите во Делчево го знаат како Малата. Еве ќе видиме до каде се работите. Еве го Параклисчето, Параклисот. Секоја година овде на 7 јули, на Јановден, летен Свети Јован Крстител, и на 19 јануари, на 20 подочно, се собираат, но претежно на 7 има повеќе народ. Еве гледаме тука мешалка, песок, цемент, бурење со вода и се ближиме на влезот во црквата. Еве тука е домакинот. Како што кажавте, пред 2 недели, 3 недели, колку? Пред 2? Нема ни 2. Нема ни 2. Дека ќе почне Една недела. да уредувањето на внатрешноста. На 7 јули беше летен Свети Јован Крстител или Јановден и еве навистина почнаа работите со благослов на владиката, така ли? Така. Да ви кажете нешто повеќе ајде за тоа? Па како што обеќавме, можете и сами да видите. Еве внатре. Веќе главниот мајстор. Небото ги завршено. Да, добар ден. Завршено. Ош оваа страна, па ќе спадне долниот дел. Сега имаме малку проблем заради проширување на истиот. Да. Овој дел треба да го срушиме. Така. Џамовите овој и овој да ги ставиме надвор. Вратата овде, за да може целосно, не само Параклисче, туку да биде убава црква, за да може да се одржува и литургии и други настани во врска со црковните обичаи. Така, за тоа ќе треба и средства малку и поддршка. Тоа е проблемот малку, значи, пошто ни се отвараат уште повеќе обврски. Ако може... Кој може да со колку кој може со благослов Господ, нека повели нешто, нека донира. Така ќе го оставиме контакт, телефонскиот број од вас, за оние кои ќе гледаат и ќе имаат желба да помогнат да се изгради ово каче, од каде се гледа цело Делчево. Еве поздрав и до мајсторите. Ерлие работа, Ерлие. Добрите мајстори од цело разлоци. Добрите мајстори од цело разлоци. Браво, поздрав и до нив и да се надеваме дека па ако се соберат средства и оваа година да се направи. Па така и планираме, значи, до година на денот што му е празникот, да биде сите заедно за да го осветиме. Дај Боже, ето така. Претходно кажавме, се што има да се каже за ова место. Тука е во близина локалитетот кој на времето како беше, што имало тука? Многу интересно историско место. Имало рудник за камен. Недалеко од овде тунел има околу 300 метри, само на 10 метри. Од спротива е стариот пат Делчево Штип. Да, и ако го свалиме целиот рид, да направиме убаво место, можеби од другата страна да се спаѓа со колите и да исаре како и за развиен туризам. Така, некој подпорно зидче да не се спушти земјата. Па јас ви посакам уште еднаш да ви се оствари ова и до година. Значи, кој сака, секојаш може да дојде, водичка има, да се чини адет. И така, сега може да си дојде на пикник, има масички, клупички, секојаш направено на сенка. Како помине тогаш празникот и ние попладне не можевме да дојдеме. Прекрасно. Нека е за многу години. Здравје Боже на сите верници. Не само тој празник и сите празници што ги празнуваме христијаните и да се ова каче што побрзо заврши. Ова каче да се заврши што побрзо и да се приближуваме до крајот. Еве гледате тука една убава делческа панорама. По ово место за пикник, како што кажа Ванчо, и нема. Ако сакате па и лично да го
Прашате за тоа што се му е потребно, ќе го оставиме, како што кажавме, контакт, телефонски број, може да го кажете и вие, за да ве контактираат. 070, кој беше? 216-439. Ето така. Поздрав до сите, уште еднаш и видовте дека тоа што беше кажано и се полека се реализира.